Избран нов митрополит Дебарско-Кичевски. За 3 дена масовен одзив на итните броеви. Странците го преплавија туризмот. Поскапување на цигарите во ЕУ. Израел го планира нападот врз Иран. Зошто стюардесите носат различни појаси од патниците? Порто прогласен за најдобар град за патување со пријателото. Неговото високо преподобие, игуменот Георги Ѓорѓевски, на денешната седница на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, беше едногласно избран за нов митрополит Дебарско-Кичевски. Тронот на Дебарско-Кичевската епархија остана упразнет по упокојувањето на митрополитот Тимотеј во ноември минатата година. Денот на ракополагањето во епископски чин на игуменот Георги ќе биде дополнително објавен. За 3 дена од активирањето на телефонската линија на владата, 109 повредени лица и семејства од Кочани контактирале со канцеларијата на претседателот на владата за да достават барања и предлози, соопшти владата. Овој број потврдува дека мерката е ефикасна и дека граѓаните ја користат платформата за директна комуникација и сугестии. Владата нагласува дека преку повеќе мерки им пружа помош на повредените и нивните семејства, вклучувајќи и организација на рехабилитација во центарот во Пониква. Од 10 јуни до 20 август тим од лекари ќе обезбедува здравствена и психолошка грижа за сите стабилно повредени лица кои имаат потреба од дополнителен третман. Телефонската линија е отворена за сите погодени лица кои сакаат да го искажат своето мислење, барање или потреба. Владата ги охрабрува секојдневно да се јавуваат и да ги користат можностите за активно вклучување во процесот на решавање на личните и заедничките проблеми. Со оваа иницијатива се испраќа јасна порака дека владата останува блиску до граѓаните и отворена за идеи и предлози. Комбинацијата од медицинска грижа, психосоцијална поддршка и директна комуникација ја покажуваат посветеноста на институциите за заедничка борба и враќање на нормалниот живот во општината Кочани. Во април во Македонија престојувале 96.943 туристи, од кои дури 78,6% биле странци, додека само 21,4% биле домашни гости. Во истиот месец се регистрирани 171.886 ноќевања, при што 73,5% се на странските туристи, а 26,5% на домашните. Споредено со истиот период лани, во првите 4 месеци од 2025 година има зголемување на вкупниот број туристи за 13,4%. И покрај ова, бројот на домашни туристи бележи пат од 4,2%, додека кај странските гости има значителен раст од 21,6%. И бројот на ноќевања ја следи истата динамика, вкупниот раст е 10,5%, но со 4,7% помалку ноќевања од домашните туристи, наспроти 19,8% повеќе кај странските. Најмногу странски туристи во април дошле од Турција, потоа следуваат Германија, Србија и Франција. Целта на новата европска мерка е да се намали бројот на случаи на рак и да се олесни товарот врз здравствените системи. Во документ од 196 страници, Европската комисија повикува на супресија на потрошувачката на тутун, вклучувајќи зголемување на даноците за испраќање на јасен ценовен сигнал дека пушењето е штетно и мора да се сузбие. Според Европската комисија, повисоките даноци се најефикасна поединечна мерка за намалување на пушењето. Новата директива предвидува прилагодување на даноците според економскиот развој на земите членки. За Германија, тоа би значило зголемување на данокот за околу 20%, што ќе ја зголеми цената на кутија цигари за приближно 1 евро. Регулативата ќе важи и за новите форми на тутун, а целта е да се направи никотинот помалку привлечен, дури и во форма на производи без чад. Исклучок ќе бидат само производите за откажување, како никотинската гума. Нацртот треба да биде одобрен од еврокомесарот до средината на јули. Тутунската индустрија остро реагираше. Михаел Јегер предупреди на скок на цените, додека Јанус Пауц од ЈИТ смета дека оваа мерка ќе поттикне развој на црниот пазар. Ова е економска програма за организиран криминал, изјави тој. Израел, според американски и европски представници, се подготвува за можен напад врз Иран, потек што би можел да ја дестабилизира состојбата на Блискиот Исток и да ги загрози преговорите што ги води администрацијата на Доналд Трамп за нуклеарен договор. Како резултат на растечките тензии, САД повлекоа дел од дипломатскиот персонал од Ирак и одобрија доброволно повлекување на семејствата на војници од регионот. И покрај тоа што Трамп порано го одбиваше израелскиот предлог за напад, се чини дека е се помалку убеден во успехот на преговорите. Израелскиот премиер Нетањаху го повика да го искористи моментот на ранливост на Иран, додека Техеран веќе одржал кризни состаноци и наводно подготвил план за контранапад со стотици балистички ракети.
Американските и иранските преговарачи сепак треба да се сретнат в недела во Оман, иако Трамп го оцени ставот на Иран како неприфатлив. Истовремено, Велика Британија упати предупредување до комерцијалните бродови во Персискиот залив за потенцијален конфликт, кој би имал директно влијание врз поморскиот сообраќај. Во понеделникот, Трамп повторно разговарал со Нетањаху, но Белата куќа не објави детали. Тој вечерта се сретна и со Советот за национална безбедност во Кемп Дејвид. Вистина е дека сигурносните појаси кај авионите не се исти за сите. Додека патниците се врзуваат со едноставни појаси преку половината, кабинскиот персонал носи вкрстен ремен преку градите, сличен на оној што го користат возачите на Формула 1. Ова предизвикува недоумица кај многумина, а темата беше покрената и на Reddit форумот на Stupid Questions, каде што се вклучи и поранешна стюардеса. Вистина е дека вкрстениот појас се користи од безбедносни причини, особено кај помали авиони. Поранешната стюардеса откри дека работела во авион со 50 седишта, каде седиштето за кабинскиот персонал не било прицврстено за трупот. Затоа, тој тип на појас бил неопходен, седиштето се лулало интензивно при полетување и слетување. Вистина е дека постои логично објаснување зошто ремените се различни. Како што објаснува порталот Aerosavy.com, патниците се заштитени од седиштето пред нив, кое делува како пречка при ненадеен удар. Кабинскиот персонал пак седи свртен кон патниците и нема таква заштита, затоа ременот преку градите го држи телото стабилно и им овозможува безбедно откопчување во итни случаи. Експертот за воздухопловство Марина Ефтимију од Универзитетот во Даблин додава дека вистина е дека патниците не би знаеле доволно брзо да се откопчаат во случај на евакуација, па затоа за нив се користат поедноставни ремени. Главните причини според неа се безбедноста, леснотијата на користење и брзината на евакуација. Вистина е дека дизајнот на сигурносните појаси во авионите е резултат на строго регулирани стандарди во воздухопловството, кои се поставени по темелни тестирања и анализи на авионски несреќи. Ремените преку половината, кои се стандард за патниците, се доволни за краткотрајни и умерени турбуленции и при полетување и слетување. Тие се дизајнирани да бидат едноставни, интуитивни и да се откопчуваат лесно, дури и под стрес. Вистина е дека кабинскиот персонал има задача веднаш да реагира во вонредни ситуации. Затоа, нивниот појас мора да понуди поголема стабилност и заштита од странични и фронтални удари. Освен тоа, ваквиот систем им овозможува да останат прицврстени и безбедни додека се соочуваат со турбуленции, а истовремено да бидат во позиција веднаш да ги помогнат патниците кога ќе се укаже потреба. Вистина е дека иако оваа разлика може би изгледа необично на прв поглед, таа всушност покажува колку е внимателно осмислена безбедносната процедура во авионите. Секоја компонента, од поставеноста на седиштата до типот на ременот, има своја функција во обезбедувањето на максимална заштита и ефикасна евакуација, дури и во најтешките услови. Порто, живописниот град на Атлантскиот брег на Португалија, е новиот фаворит за женски викенд патување. Според студија на Titan Travel, градот доби оцена 8,68 од 10 благодарение на безбедноста, бројните атракции, достапните хотели и одличната гастрономија. Италијанската Фиренца и шкотскиот Единбург се најдоа на второто и третото место. Порто нуди идеална комбинација од култура, плажи, ноќен живот и храна. Истражете ја калдрмата на Рибеира, уживајте во магичната книжарница Ливрарија Лело, одморете се на плажата Матосиньос и нурнете во автентичната атмосфера на Меркадо до Болио. Овој компактен град е лесен за прошетка и совршен за создавање спомени со најблиските пријателки. Избран нов митрополит Дебарско, Кичевски. За 3 дена масовен одзив на итните броеви. Странците го преплавија туризмот. Поскапување на цигарите во ЕУ. Израел го планира нападот врз Иран. Зошто стюардесите носат различни појаси од патниците? Порто прогласен за најдобар град за патување со пријателки.